За неколку часа финишира големата акција за чистење на Скопје. Фокусот беше даден на строгиот центар, односно плоштадот, камениот мост, кеот. А за прв пат се чистеа и спомениците кои беа валкани со графити. На плоштадот Македонија и во овие вести Јорданчо Цветановски. Јорданчо, ти ја следиш целата акција од почеток. Има ли голема промена на плоштадот? Така е, Тања, како што кажа и ти, остануваат уште од прилика 2 часа до завршување на акцијата, насловена како 72 часа за почисто Скопје, која започна во четвртокот вечерта во 20 часот и 30 минути, која пред спортскиот центар Борис Трековски беа собрани околу 800 работници и околу 100 машини, беа распределени на повеќе локации низ Скопје со цел главниот град, нашата метропола, да блесне во стариот сјај како што беше во изминатите години. Како што кажа и ти во твојата најава, дека деновиве се стави акцент на плоштадот Македонија, токму ние кај што сме во моментов и во текот на вчерашниот ден, меѓутоа и денеска се чистеа со вода спомениците на плоштадот, а работниците ги чистеа и графитите кои беа испишани на дел од спомениците. Во изминатите денови исто така се чистеше и речното корито на реката Вардар, се вадеше многу ѓубре кое беше надојдено со дождовите кои деновиве врнат низ целата држава, меѓутоа и се стави фокус и на камениот мост во Скопје. Ова издание позадимене, старо со векови, кое беше со децении беше запуштено и преполно со ѓубре. Градоначалникот Орце Ѓоргиевски во претходното гостување на Канал 5 телевизија во вестите во 15 часот кажа дека биле собрани над 4000 тони отпад и кажа дека овие генералки кои што се започнати ќе траат уште 2 часа. Во иднина ќе бидат се почесто и од нив нема да се прави некој посебен спектакл. Во продолжение да слушнеме разговорот со Ѓоргиевски. Јас сум генерално презадоволен од оваа активност. Над 4500 тони имаме отпад до сега депонирано во Дрисла или споредбено. Тоа е 4 до 5 пати повеќе од било кога во минатото за викенд што се депонирал отпад. Над 2500 работници на кои што исклучително сум им благодарен се вклучија во оваа активност. Тоа се луѓе од јавните предпријатија за кои што народот и досега издвојувал средства, плаќал за нивните плати, но за жал немало некој да ги изменаџира. Покажавме дека има сериозни луѓе во институциите. Јас како дете сум израснал на овој дел од кеот, заедно со моите пријатели, другари, сакам и моето дете овде да расте во нормални услови. Овде имаше 2 метра талот до синек. Еве сега е нормализирана состојбата. Така што овие акции ќе станат рутина и постојан континуитет и ќе се зачестува. Нема да биде повеќе во Скопје атракција дека ќе се перат улиците. Тоа ќе биде нормална појава и мораме така да функционираме. Нема да биде атракција, еве, кеот и скалите да се перат. Тоа ќе биде нормална рутинска работа. Нема да се перат секој ден, но еднаш во неделата ќе се смогнат сили вработените во јавните предпријатија затоа што тој им е единствената задача да го прават тоа, затоа што народот го заслужува тоа. Во минатото ние знаете дека бевме соочени и со состојби на целосна блокада од страна на градот и при тоа ни беа изрекувани и казни. Јас бев еден од градоначалниците кој што беше казнет од страна на градот Скопје затоа што депонирав отпад пред Дрисла кога не ми беше овозможен пристап. Така да јас на граѓаните можам со сигурност да им ветам дека никогаш повеќе нема да дозволам да има слики како во минатото во градот Скопје, дека ќе дадам се од себе до последен атом заедно со мојот тим, заедно со сите вработени во јавните предпријатија за кои што плаќаат нашите скопјани, да бидат постојано на терен и да дадат се од себе да градот има една нормална состојба каква што имаме денес. Над 100 морам да споменам вкупно камиони беа вклучени во оваа активност. Доста помогна и скопските градоначалници, односно од околните општини, помогна и колегата од Кавадарци, сакам да се заблагодарам јавно, колегата од Штип и колегата од Велес. И верувам дека во текот на наредната недела ќе ги нормализираме целосно состојбите, така да нема да ни биде потребна дополнителна помош од страна.
Така, Тања, инаку да ти одговорам на твоето прашање, до пред 1 час тука можевме да забележиме комунални служби кои интензивно работеа на чистење на плоштадот Македонија, меѓутоа и на делови од Кеот. Меѓутоа поради дождот тие се повлечени. Како што кажав, до некаде околу 17 часот имаше тука работници на терен, меѓутоа тие сега се повлечени. Инаку, освен центарот, од четвртокот почнаа да се чистат и контейнерите на дел од скопските улици, кои беа навистина во загрижувачка состојба во изминатиот период, преполни контейнери со многу смет околу нив и граѓаните се жалеа дека тоа ѓубре не се чистеше со денови и беа на некој начин некои од улиците запоставени. Тоа се за сега, Тања, сите информации тука од терен. Студио.